На 15 на дена пред истекот на 2022 година, аналитичарите, политичарите па и граѓаните вообичаено прават пресек на достигнувањата во сферата на развојот и искористувањето на потенцијалите и природните богатства во интерес на подобар и поквалитетен живот и глобално поуспешна средина. Меѓутоа, во време на кризи кои се употребуваат како одбрана од неостварувањето капитални, суштински и прогресивни проекти нема, бидејќи се што се случува 5-6 години наназад се сведува на голо преживување. Нема визија, нема дадени вредности, нема иницијативи, ниту реализација. Како да градот и општината застанаат таму некаде во средината на втората деценија од новиот век. Години се нижат една по една, како на филмска лента, а коча никако да нема знаење, ниту капацитет да го искористи сето она што му е недофат. Несватливо е термалните води да се користат само за производство на пиперки, краставици и патлиџани. Некаков дуп или гуп да се непремостива кочница за реализација на бањолошки спа центар. Нелогично е голем суфицит на оризопроизводството да не се направи исчекор кон финална преработка и производство на храна од оризот. Неприфатливо е развојот на Пониква како туристички центар да се мери со поставување оградна мрежа, а во исто време скапи плочници и ефтини тротоари да се вреднуваат како најголеми успеси. Безперспективноста, за жал, е единствениот патока за младите кои единствениот излез за себе и својата иднина го гледаат во западноевропските земји. Цела среќа е што пред околу една деценија се отворија Амфенол и Ентура, па над 3000 семејства тука си најдоа екзистенција. Ако не беа тие, човек не може ни да замисли како ли ќе изгледаше сега градот на Оризот. Веројатно не е се до локалните власти. Чудно е што државата нема ниту концепт, ниту план како да ги стави во функција постоечките ресурси кои можат значајно да го поттурнат развојот. Банално е половина век да се чепка од време на време по нешто околу речани, но никако сериозно да се започне и изгради таков мултифункционален капитален капацитет. Неодговорно на некој начин е секоја зима да се гледаат снежните врвови на руини Цареврв, а да не се посегне по огромните туристички потенцијали. Уште понеодговорно е при репрезентативен ловен резерват да нема ниту дивеч, ниту атрактивен и доходовен ловен туризам. А кога сето тоа го нема, тогаш логично е од ова поднебје да ги снемува младите, кои своите знаења, енергија и квалитети ги вградуваат во некои други стопанства и економии.